браќа македонци, каде и да сте, каде и да сте. Ја зачуваме оваа книга Друм за Македонија, објавена од Тихомир Стојановски, тоа сум јас, Скопје, Македонија 97 во едицијата Лицеум при Културен центар Скрби и утеха. И тоа е книга која отвори многу прашања во еден период кога Македонија се оддели од Југославија и беше пуштено, како да кажеме, чекмеџето, беше пуштена македонската вистинска историска приказна и повторно се отворија прашањата на нашите соседи, постмакедонски идентитети, за македонскиот јазол. Македонскиот дел од расколот, ја читаме 65-та страна, пишувана пред 30 години скоро. Но актуелно 97, 2007, 2017, 2027. Штом душманот ти ја нуди неговата шапка, на својата кажи избогум ги учеше своите тајфи Тодор Александров. Кај си бе, јуначе? Може би помислил на себе. На многумина македонци им недостасува само чекор да останат она што се. Да останеш, човеко. Читам во весниците за македонскиот раскол во сите области на општествениот живот. Истото го почнаа таа приказна. Под липите на кеот на Вардар, еден пријател од документарната редакција на македонска телевизија му абети за ова и она за Македонија. И таа документарна редакција ја укина, нели, да не заборавиме. Може се да се купи со пари во Македонија. Може се да се купи со пари, а во Македонија може се да се купи со ефтини пари. Му рекол директорот на црквата, на циркусот кој беше поставен на местото на црквата. Тогаш се постави еден циркус денеска каде што е Света Богородица, се работи за 20.000 германски марки. Нели ние македонците не сме такви? Или оние кои владеат со македонците? Илија Милчин на спротивната страна со неговиот бавен чекор на актер и филозоф. У придов за трошка муабет, скрбен беше неговиот глас за состојбите во театарот и за македонскиот јазик. Ти пишуваш во Вамаровски весник, ми рече. Веројатно мислеше за дело. Вие сте виновни за состојбата во театарот и за непочитување на македонскиот литературен јазик. Набројува имиња, се срди и заминува. Таков беше. Потоа во мислите се враќам во театарот Војдан Чернодрински во Прилеп, на театарските игри. Ја игравме представата Растрел според преписката и поезијата на Никола Јонков Вапцаров со скрби и утеха. Стана интелектуалецот, актерот Илија Милчин и рече: Војдан Чернодрински може да биде горд што овие млади луѓе го земале името од неговата актерска трупа. Ние го возобновивме практично првиот скрби и утеха. Чекори Фаустовски луто под липите. Точно е дека се рути македонскиот јазик. Но дека ние сме виновни, при тоа мислеше на факултетот за драмски уметности, не можам да прифатам. Денеска направија уште многу факултети. Сценски говор со техника на глас, предметот по кој сум асистент. Имам во просек по 10 студенти, тогаш бев асистент, актери. Ги насочувам да го владеат македонскиот јазик, нормативниот. Блаже Коневскиот кој потекнува од јазикот од околината на Солун и од античкиот македонски. Неколку илјади години стар, а во театрите, на телевизијата, во приватните телевизии, радија, во весниците, во собранието, во универзитетот, каде што се произведуваат јаболка и граф. И тоа испадна. Се видува колку фалш дипломи и никој не одговара. И во владата, каде се уште не се рути македонскиот јазик. Тие двојазичност насилно истурка. Видите, преведувачи код еден друг јазик не го знаат македонскиот. Не го знаат, јас сум видел неколку. Тие немаат основно елементарно познавање на македонски. Тие знаат како, не знам, како основно делење прво до четврто и тие преведуваат. Што преведуваат? Вазве преведуваат македонци мои жедни преку вода. И не е веќе важно дали е на Блашко Коневски или антички македонски. Важно е дека на ровот на двојазичноста стоиме ние под липите, само да нема македонци, да нема македонска држава, а на овие граѓаноиди
Им одговара да исчезнат македонците како ентитет, да исчезне јазикот и духот македонски кој не може да исчезне затоа што е именуван и запишан од Господ Исус Христос во писмото, словото кое не се брише. Зошто таа граѓаноидна влада не донесе закон за јазикот? Како може министри да не знаат македонски јазик? Затоа и тие направија да може двојазичност, да може да доселат луѓе од Косово кои не знаат македонски, да се зборуваат овде како што сакаат. Нив не ги интересира, важно е да разграбат, да приватизираат, да растурат, да денационализираат, да не кантонизираат. Тие предлагаат Македонија да се земат бугарите и албанците. Марш бре, сатано во името на Исус. Македонија му припаѓа на Исус Христос, ништо нема да земете. Таа ќе ве земе сите вас. Еден ден телото оди во земја, а душата ќе одите на суд. А вие или ние од представата да не кантонизира. Така ми рече еден член на СДС, ама кантони ќе биде, со албанците ќе се разбираме на англиски. Марш бре, сатано, зошто да се разбираме на англиски во Македонија? Нека одат во Англија на англиски да се разбираат. Од представата која зборува за македонската историска приказна, сме им само фасада. Во Словенија, Словенка на албански изборува, рекол, учи словенечки. Затоа постојат држави. Вавилонски. Од представата која зборува за македонската историска приказна, сме им само фасада, под која ги кријат резервните имиња од петоимениот Ѓоре, Владо Малевски, од партизанскиот театар, толку далечен од Еврипид, кој нели играл на македонските простори. Македонскиот јазик е древна работа. Во Македонија постои една фондација. Во неја еден негов роднина. Му побаравме пари да ги сместиме македонците од пустец Албанија и да им објавиме книга поезија за деца. Не одби, нормално. Постојат конкурси, сепак ни беа гости. Излезе книгата. Војдан Чернодрински не се откажува. Скрб и утеха не се откажува. И ние. Тоа беше на театарскиот маратон Мину Угриновска. Потоа тоа се нарече Дионисови слави, па се преименува во Дионисусови слави, па на крај во Македонски слави, како што Питер Брук го менуваше името на неговиот центар за истражување на театарот. Немавме пари да им подариме речник на Македонско друштво Мала Преспа од Албанија. Директорот на издавачката куќарка која го печатела истиот бегаше од нас како од чума. И си заминаа македонците без речник. Разнобојна китка е насловот на збирката поезија од Спасе Мезенковски, Македонец во Албанија, сега Бог да го прости, почина. Ја издаде културен центар Скрб и утеха. Ние, Министерството до ден денешен, не дало ни грош пара, ни една аспра. Пирка ветре под липата. Стоиме на работ на ровот. Двојазичност, насила го донесоа, во Скопје фалсификуа пописи. Па ти си окупиран македонец, устани и кажи не за сатаната и смртта. Двојазичност, граѓаноидница, едниот е Дон Кихот, другиот Тесалиската коњаница. Потоа од липите пиевме чај од липа. Липов чај од липа. Македонија липта, јазикот лине, ровот, ровење, риење, бодење, рови, роеше по библиотеките и архивите. Ровина, ров направен од ројници. Ровитост, ровија, убав збор, ровија, македонски. Зарови го е сега ќе садам малини, зарови ги во земја, ми рече да не се исушат. Убав збор, македонски, мултимакедонски, гром, ровија теровиосала, сатано марш од Македонија, војници од македонскиот речник. Војдан Чернодрински не се откажува и Скрб и утеха. Се откажаа театарските игри. Фестивалот нема смисол ако се ограничи само на театрите згради. Денеска не знам дали се смене тоа, има некој. Веќе не, секако не учествуваме. Долги години писмо упативме да учествуваме на тој фестивал. 10 години не ни одговорија. Бог да го прости тогашниот директор. Така ве третираат од Министерството за култура. Нас не третира Министерството за култура. За која култура ве зборувате? Таму беа неколку од таа другиот јазик, оплячка, а никој не отиде во затвор. Претходниот председател вели култура на неказнување. Па тоа е криминал. Зарем ти не знаеш како професор? Тоа е уште еден дел од расколот. Професорот, филозофот, актерот
заминува со скрпта на фаустовската срдба. Остануваме под липите покрај широкострујниот акции, како што за реката Вардар напишал Хомер. Едниот е режисер, другиот сум јас. Ако роднината фондационист и Министерството за култура ни дадоа финансиска поддршка, ќе одигравме уште 20 представи со ние. Тоа беше една представа која отвори многу. Кои сме ние, поставуваше прашање. Сега сме на котата 14. Зборувам на телефонот. Од другата страна на жицата една дама од Министерството за култура на една земја ми објаснува дека немаат намера да финансираат трибини. На театарскиот маратон Мино Угриновска, те сакам Господи Исусе Христе, се одржаа трибините Македонија 4000 години писменост, цивилизација и култура и Македонија центар на светската карпеста уметност. Зборува за нив, Господјата. Затоа ќе финансираат тројазичен проект во една мијалница на пари. Може се да се купи со ефтини пари, рече директорот на циркусот. Дали мислеше на црквата? Па на тој простор, денеска е црквата Богородица, тогаш дозволивте да има циркус. Тодор Александров и неговите шапки. На многумина македонци им недостасува само чекор да останат она што се. Вера колку синапово зрно, би рекол Господ Исус Христос. Спуштената слушалка во Министерството за култура, чекорот на Илија Милчин, борецот за јазикот, пиевме чај од липа, пето имени од Ѓоре, состојба во која се обидуваат да ја распнат македонската душа. Исус го распна, нема потреба Македонија да ја распнат, само ако повика кон него. Нема посилно, поблагословено име од македонското. Рече еден сик од Пенџаб, на гусла двоструна свирејки покрај патот седнат, го пее ова просјак сет, а јас пак прос запишувач. Минејки тука еднаш го запишав од ред по ред. Ја заврши Григор Прличев поемата Сердарот. Има трпение македонецот. Професорот Милчин Постариот најверојатно од десен ќе води катедра по право говор при Факултетот за драмски уметности. Настанот се случи на денот кога се распаднаа театарските игри во Прилеп. Не знам дали сето тоа е под координација на Сојузот на Пелопонежаните и сите други сојузници. Извадок од представата ни е: ровот има две страни, македонци мои. На која страна од ровот сме ние? Се разбира, на Исусовата, на македонската која не може да се избрише. Ја озвучуваме оваа книга, пишувана пред 28 години, објавена практично, пишувана пред 30 на години, чај под македонските липи, кој отвора некои македонски прашања, кои се обидуваат под тепих, пишувајќи ги под тепих, ние добиваме денеска изнасилување на малцинство врз народот. Тие велат, тие сонуваат за голема Албанија, зборуваат на митинзите. Ниеден наш политичар, еден каже, конгресот во Солун, па потоа отиде во Благоевград. Барем да беше како Благоја Димитров. Чај под македонските липи. Се зборува дека Филип II, македонецот, таткото на најголемиот македонски цар Александар, од пророштото Аполон во Делфи го добил следното предскажување. Бикот е со гердан, крајот е дојден, жртвата е при рака. Набргу потоа беше убиен. Македонското екзекутирање, убивање, казнување било со фрлање копја. Новинарите пак убиваат со збор, ако го имаат во себе. Аполон е син на Дзеус и Лето, близнак, односно половина од рожбата. Втората половина е Артемида. Свртете го зборот Артемида, добивате Димитар. Наопаку. Се зборува дека кога ќе го погледнала во очи керката на Лето, тој умирал. Видете каква митологија, каква свесност за духовна сила и духовно постоење. Затоа апостол Павле дојде во Македонија, народот кој можеше да го повика Господ Исус Христос. Мислата на новинарската професија е во почита кон вистината. Но која е вистината? Исус вели, јас сум патот, животот и вистината. Пазете, Македонија имаше еден актер кој во себе носеше список по кој ред да ги тепа новинарите. Има песок во виното, има песок во забите на јазикот, пак останавме сами.
Овие заборавија кои се и што се. Шпиони и черешни, извадок од една книга која се користи во представата ние, а потоа се користеше во една друга, Упатство за лудење, во ликот на Ристо Шишков. Книгата се вика Делос или Остров што плови. Читајте, македонци мои, книги и независни весници. Независни од кого? Мамонови копилиња. Новинарите протестираа пред амбасадата на една земја заради заштита на новинарските слободи во неа. Каде беа кога дома им судеа на двајца колеги од страна на еден министер кој го споредуваа со една рок звезда? Не знам дали е завршен спорот. Некому ќе му пресечат, но Исус пресекува. Господ сече, Господ нова Деусен махина на дворот на македонскиот цар Архелај го вовел принципот Еврипид, дворскиот хроничар, македонски. Го отвара македонскиот речник сугурчење, да се заплеткаш. Суд, судач, судба, суден, судир, судир, така пишува. Читајте меѓу редови. Однесов еднаш текст во еден весник. Мина доволно време и не го објавија. Излегоа рокчињата. Ѓурката би рекол, видете, сватете го, македонец за кој дзиркаат, бугарулиња, србулиња, гркулиња, албанули, така го кажуваше тој. Видете, тоа е метафора. На сцената го кажуваше. Не е тоа омраза, туку само објава. Читајте меѓу редови. Отидов кај уредникот да прашам што се случило, зошто не ми го објавува текстот, тој ми одговори дека го изгубил текстот. Побегнал текстот. Држте го текстот, не бегај бе човеку. Тексту не бегај. Така беше тоа. Не лажам. Жими сцената, да не се колнам во ништо, прости ми Господи Исусе Христе. Ако актерот се колне во сцената, новинарот во што се колне? И така си објавувам јас така повремено во еден друг весник. Арно ама се разви полемика во весникот дека ние македонците сме биле нешто друго. Македонците се нешто друго. Нормално, тие се духовна состојба. Токму кога се водеше битката за името и знамето на татковината ни. Пазете, по атентатот на Киро Глигоров отрча како некој прле го смени знамето. Пу! Исус плукна на земјата да ви ги намачка очите со кал и на слепиот му ги намачка очите. Токму кога се водеше битката за името и знамето на татковината ни. Мина доволно време и не го објавија текстот. Не отидов кај уредникот да прашам што се случило, за да не ми одговори дека му побегнал текстот, да не треба да го бркаме текстот. Го сретнав под липите на кејот на Вардар, си пиеше чај од липа. Замислете си, македонци мои, во некој од соседните земји, например во Албанија, во некој независен весник, да се појави полемика дека албанците се македонци. И вие како албанец се јавувате на полемика да им се спротиставите на тоа. А сето тоа се случува приближно кога се водеше битката за името и знамето на татковината ни. И не ве објавуваат. Мислите ли дека би можело да се случи такво дело? Размислувајте, македонци мои. Потоа ни кажува дека во тој весник еден амбасадор, овие што напнаа од онаа страна на Пирин планина, гурците, чукундурците, а спаруховите начмичи. Македонци мои, на телевизија јавија дека Македонија била пример како треба да се однесува со малцинствата. Пример за што? За самоуништување. Горе главата, стисни заби, секе мине, си реков. И го објавив текстот во третиот весник. Значи си пиеме чај под македонските липи и си зборуваме. Како му украл неколку крави и говеда на Херкул, но овој подоцна го убил. Како? Тој имал и сестра која се викала Кака. Татко им е Вулкан, чудовиштето. Или, например, Орфеј ви е Горпеј, горски спев. Имиња Вукан, Волкан, Волкашин, зачувани до денеска, приказната на еден јазик даден од Господ македонскиот. Превртете ја наопаку буквата А и ќе ја добиете биковата глава. Биковата глава на која Европа пристигнала на островот Крит, за да биде скрита, скриена. Истиот бик
требало да го донесе Херкул жив како еден од 12 подвизи, тој бик. И си тече муабетот, и дело со островот си плови, бикови во мојот крвоток, напишал еден мој пријател и поет, новинар, кој е поврзан со весникот, а јас му рецитирам на промоцијата. Смени ја темата, го коментира необјавувањето на текстот. Темата да ја сменам. Го консултирам последниот мохиканец, македонскиот речник, зборот тема значење мрак, темница, поетски. Понатаму, основна главна мисла, предмет на расправа, говор, дело, цртичка, недело, или основата на збор, тема. Да пишувам, например, за културно-историските споменици на Истанбул, на Стамбул, царевиот град, Константиновиот. Има едни растураат вода со бардиња во морето, пишуваат песни, се зборува дека најхрабрите го посетувале саркофагот на царот кој се наоѓа во еден од градските музеи, на големиот македонски Александар во Стамбул. Подосна го имаме ние копија од таков музеј, па кога беше оној Кукурајко лжот, што побегна во Дубај со парите, го попредаде македонскиот народ, кој рече не ќе да се смени. Го затвори музеот, сега пак се отвара. Пишуваат песни, поезија. Се зборува дека најхрабрите го посетувале саркофагот на царот кој се наоѓа во еден од градските музеи, на големиот македонец Александар. Се зборува дека новинарите убиваат со збор. Темата на новинарската професија е да се препочита, да се почитува, да се предпочитува вистината. Ни ја карам, ни ја тепам професијата. Кога ќе го загуби новинарот зборот под македонските липи покрај реката, може да се престори во тепач, да тргне да ве бие, да ве тепа, тепање, тепаница, тепачка. Веројатно увидел дека инаку не го бидува. Може би е тој уредникот на весникот што не го објавува текстот. Па еден негов пулен исто така во град Скопје ни правеше толку проблеми. Тоа е она кога дзирка некое бугаруленце, србуленце, гркуленце, албануленце, сватете го ова како метафора за демек македонецот. Те сакам, Господи Исусе Христе, затоа што Аполон му шепнал на Филипа, македонецот, дека бикот е со гердан, дека крајот е дојден, жртвата е при рака. Под зборот бијач во еден мој пријател речникот се наоѓа зборот бик. Превртете ја буквата А и видете ја биковата глава. Немам кабил да ја менувам темата. Македонија. Завршува муабетот под македонските липи, може би испивме премногу чај. Островот Делосот пловува како и кака. Украдените крави и говеда на Херкула, 12 подвизи извршени со срце и со ум, не со сила физичка, со сила Исусова. Почита кон вистината. Инако новинарството е само трошење хартија. Претходниот ден сакаше да ме бие, а утре ден отидов во весникот и беше со наведната глава. Не му беше веќе до тепање. Инаку новинарството е само трошење хартија, те плаќаат како што денеска во Македонија се случува и ти сееш лаги. Зошто на сцената да создаваш илузија, а во животот да ја уриваш? Напиша во актерскиот кодекс Константин Сергеевич Станиславски. Кај си бе македонецу? Имаат ли новинарите кодекс, правила на играта? Можеш да го дотераш конјот на реката, но не можеш насила да го натераш да пие жива вода Исусова од вистината. Жилава и трајна е скрпта, горе главата, стисни заби секе мине, да живееш додека не те однесат ангелите. Видите, тие текстови, како да ги знам се уште, еве го ангелите. Светот е пуст, ако среќаваш во него. Слава ти, Господи Исусе Христе. Само планини, реки, градови и липи. Но ако знаеш дека некаде има некој близок на тебе, тогаш се превртува земното коло и станува ветена градина, како македонците во соседните земји, во Пиринска Македонија, во Егејска, во Албанска Македонија до морето, до Драч таму, на Македонскиот полуостров, во Србија.
тема на еден филм се вика Чај во Сахара. Некако повеќе ми се бендисува липата. Македонци мои, да го следиме патот на нашата сончевина. ПС. Зборот тема значи и воено-административна единица, например Солунската тема од првата половина на 9 век и Стримонската тема со седиште во Серес. Да не заборавиме Дафина од Серес, на Стефан Верковиќ му ги отпеа, кажа тие 400 песни, таа водеше хор за свадби, таа му раскажа приказни. Во македонската народна литература се има приказни за Александар Македонски, за Мојсей, старозаветни. Пазете, за создавање на светот, тие зборуваат за Господ како за нивен роднина. Тоа покажува дека Македонија и Израел се две коти кои се дадени да сведочат за Исус Христос. Зошто тие не сведочат до крај, тоа е друго прашање, бидејќи се само бендисани, си ја тераат својата култура, својата слава, својата обредна култура, традиција. А без Господ Исус Христос не може да се победи овој свет. Ова се текстови кои зборуваат дека, еве и денеска, например, кога замислете во Европска Унија, фашистички сили поддржуваат поделба на Македонија, само на еден народ се дава право, например на албанците, а македонците во Албанија немаат соодветни права, изнасилување, двојазичност, намиња, имиња. Македонија е земја на Исус Христос, не може да ја земете, еден ден вие ќе бидете земени, телото ваше оди во земја и ќе застанете на суд и ќе ве прашаат кои сте вие да ја земате Македонија. Слава ти Господи Исусе Христе, љубовта Исусова да ве преплави сите. Амин до Царството Божјо. Амин.